Традиционалното закројување на лозјето и запојувањето со вино и ракија токму на Свети Трифун, празникот на заштитникот на лозарите, денеска во празничен амбиент го извршија оние кои имаат лозови насади. Во друштво на пријателите по традиционалниот чин на закројување, домаќините организираат богата Свети Трифунска трпеза со домашна ракија и вино и со специјалитети на Скара, а за одлична дружба и забава послужи и пролетниот ден, среде февруари. Ова година е добра, немаше големи мразови да измрзне лозија, нема измрзнато ова година. Значи, лани имаше дош, значи лозито, родот и пупки да ги спрема уште есента, касно. Значи имаше влага, значи оваа година треба да биде добра година во колку има дош и временски услови во годината. Ја почнав еден ден до пладна кроев, па после фанаа ладни температури и прекинав за тоа што кога се крое и кога почне водата да излава од прачката, значи таа има шанса да измрзне 2 до 3 пупки. Значи замрзнува, затоа значи у големи студови не се крое лозја или пораното треба ноември, декември или веќе после Свети Трифун. Тоа од сега ната веќе се отвара работа, зголемува се дено, температурите се покачуваат, значи лозјето треба да е спремно таму некаде до 20 април некаде, и може и порано, зависи како ќе почне да се развива. Значи пред да почне да се отвара пупката, лозјето треба да е окроено, врзано, спремано. Знае се, работа си треба си внимание, значи кроење, чистење, праскање. Сега копање се копа само првите 2 години, после не се копа, има препарати и да се одржува по можност колку има услови да се наводнува. Дали еднаш или 2 пати треба наводнување, доста му толку, ама дојде криза што точно моментот му пуштиш вода и многу му значи. Празничното расположение се ширеше од лозјата во Зрновско, Бели, Тракање, Кучичино и другите атари во Кочанската котлина. Свети Трифун е празник на кој лозарите прават пресек на досегашниот развој, но и на перспективите на оваа значајна стопанска гранка. Стручњаците оценуваат дека Кочанската котлина располага со исклучително поволни услови за одгледување на виновата лоза, бидејќи има многу сончеви денови во годината, квалитетна почва и еколошки здрава средина.